Националната платформа за учење на далечина падна во вода, а учениците и наставниците спасот го бараат во платформата на Microsoft Teams. Секојдневните различни инструкции од училиштата ги разгневија, бидејќи не знаат на кој начин и на која платформа треба да се најават. Тестирањето на функционалноста за онлайн часови се пренасочува од платформата директно кон порталот Microsoft Teams. И МОН се крсти на Microsoft Teams, откако стана јасно дека долго промовираната платформа не функционира. И покрај се, ресорната министерка не прифаќа дека се случил крах на домашната платформа и не чувствува лична одговорност. Царовска убедува дека дури 6 месеци биле потребни за тест периодот. Зашто постојано дискурсот се води во насока на покажување со прст. Ова е процес во кој што само сите заедно може да успееме. Предизвици ќе има многу пред нас. Имаше тестирања кои што се важни во вакви процеси кои што обично траат 3 до 4 месеци на вакви гломазни системи. Ние имавме вкупно за тестирање 3 до 4 дена. Што значи ние сметаме дека процесот на подготовка е успешен и тој тече во континуитет. На Teams родителите синоќа се вклучија заедно со своите деца и наставниците. Наставата стартува утре. Родителите во хаос. Револтот се поголем. Прашуваат зошто се правела националната платформа кога не служи за ништо. Првин се регистрирав на Microsoft Teams. Значи првин на таа платформа се регистрирав, односно латката што не ја викаат, заради тоа што на другава платформа не можев никако да влезам. Вчера кога искомунициравме со наставничката преку Microsoft Teams повторно, значи беше комуникацијата, само ни рече дека ќе се пробува, значи ќе се види и денеска и утре дали ќе може преку националната платформа да оди и ако случајно, значи не може преку таа да се уклучиме, ќе се проба, значи со Microsoft Teams додека не се среди другава. На сето тоа Царовска вчера порача дека имале малку време за да се подготват за новите околности во образовниот систем, иако со месеци наназад беше јасно дека поради пандемијата ќе мора да се најде нов принцип по кој ќе се одвива училишната година.